Мислам дека нема никаква разлика во досегашната моја работа со U21 и ова што ме очекува сега. Не гледам никаква баш разлика затоа што се работи за национална селекција и едната и ова сега новиот предизвик што ме очекува. Се радувам на првиот собир, се радувам на повторна соработка со поголемиот дел од играчите, значи од повикани 26, веќе со 17 сме соработувале. Мислам дека што се однесува до вашето прашање околу Трајковски и Зајков, се одлучивме за овој собир за септемврискиот, се одлучивме за играчи кои веќе имаат искуство од ваков тип на надпревари, секако со приклучување на тројца дебитанти, Мијовски, Тодоровски и Серафимов, како и повратници во името на Јаховиќ и Денилиев. Да, се согласувам со вас дека немаат минутажа и Зајков и Трајковски, но јас повторив, ќе повторам, нагласив на мојата прва пресконференција дека во иднина ќе добиваат повик и ќе бидат во предност само оние кои имаат сериозна минутажа во своите клубови, но на оние позиции каде што сме лимитирани во моментот, а тука мислам на крилните позиции, мислам дека таков тип на играч како што е Аце Трајковски во моментов немаме и мислам дека он во комуникацијата со него што имав дека е физички максимално подготвен. Да, му фалат надпревари, но тоа е што е, тоа е. Мислам дека Аце е професионалец и ќе даде и повеќе од својот максимум за да го надополни тој недостаток на надпревари. Што се однесува до Зајков, ги помина во целост подготовките со Шарлероа, направи трансфер минатата недела во Левски и се надевам дека ќе има и прв настап викендов што следи. Што се однесува до останатите, прво само се надевам дека и најважно од се да бидат сите здрави и подготвени за она што ни следи во септември. Што се однесува до Екзон Бейтулаји, он е на поширокиот список на репрезентативци, на потенцијални репрезентативци. Што се однесува до него лично, не сум задоволен прво од формата што е моментална, поготово што ги следев сите надпревари на Шкендија ова лето на европската сцена и на домашното првенство и мислам дека во моментов на таа позиција каде што го планирам Екзон на бековската позиција, тука се Стефан Ристовски и Тодоровски, кои се според мене во подобра форма моментална, но тоа не значи дека не само за Екзон, него и за Владко Стојановски, кој беше до сега во составот на репрезентацијата, се тука, значи јас не се откажам и немам право нити желба да се откажам од било кој, што не значи дека ако не се планирани за овој собир, дека нема да се најдат на списокот за во октомври, но од нив самите зависи во каква форма ќе бидат. Што се однесува до надпреварите што ни следат со Ерменија, Исланд и Романија, не би се навраќал на Исланд и Романија, сета наша концентрација е на првиот надпревар што не очекува со Ерменија. Што се однесува до Боба Николов и до Адеми, Боба Николов на прошлата недела излезе позитивен, но ќе го очекуваме наредниот негов тест, кој се надевам дека ќе биде негативен и ќе ни се приклучи на подготовките. Што се однесува до Аријан Адеми, во разговорот со него и во комуникацијата со Динамо Загреб, одлучивме заеднички дека најдобро во моментов е и најважно ни е здравјето на самиот играч и на Адеми за жал нема да можам да сметам за овие надпревари во септември и затоа што, пак ќе повторам, најважно ни е
моменталното здравје на Аријан и уште поважно е да добие доволен број на денови за да се подготви поготово физички за да ни биде максимално подготвен и на располагање за октомври. Што се однесува до Ерменија, искрено не ме изненадува местото кое го зазема во моментот, затоа што се работи за и тоа како квалитетна репрезентација која и во надпреварите што ги игравме и во Лигата на нации прошли, покажа дека се работи за квалитетен противник, со квалитетен селектор и неговата работа почнува да дава резултати, да анализирана е, но пак е повторам, таа анализа не мора да значи дека и ќе биде таква и веродостојна и на нашиот натпревар. Така да мислам дека ќе бидеме најважно да бидеме здрави и физички максимално подготвени за тоа што не очекува. Што се однесува до Јаковиќ, мислам дека тоа искуство ќе ни помогне во моментов, пошто се работи за врвен професионалец, одличен играч и мислам дека неговиот потенцијал ќе ни помогне тоа како во оваа јас би ја нарекол транзиција на репрезентацијата на тимот, затоа што после откажувањето на Горан Пандев, Тричковски и Крсте Велковски се наоѓаме во некоја транзиција и делумно подмладување на овој тим. Тоа е неминовно, но ќе кажам и сигурен сум дека момците ќе дадат се од себе и да го надополниме тој минус што го оставаат овие тројца зад себе. Се наоѓаме во фаза на некоја си транзиција, но сигурен сум, познавајќи го потенцијалот на играчите кои што со своите игри низ U21 и во своите клубови сега го заслужија повикот, тука мислам на оние што како дебитанти што треба да ги заменат тие тројцата што се откажа од репрезентативниот дрес.